треба да се знае дека менструалните производи не се луксус и дека државата треба да сфати дека тоа треба да биде достапно за сите кои што менструираат. Знаете, потешко е кога нема пари, па да се обезбедат пари, па да се бориш, а друго е кога ги имаш парите, дури да не се доволно, има за да почнеш, а ти да си игнорантен, тоа ми е тотално небулозно и несватливо зошто. Посебно затоа што не е никаква политичка иницијатива, туку е тотално над партиска проблематика што ги засега младите девојчиња. Нема никаква политика, никаква партија за тоа, него едноставно зборуваме за здравието на девојчињата. Може да се покрене, ако се малку пари, ако се малце средства, може да се соберат донации, може нека општествено одговорна компанија ќе сака да придонесе. Ама фрапантно е тоа што ниту раководителката на секторот за образование се интересира, ниту градоначалничката, ниту па било кој директор на средно училиште во Скопје. Веќе имаме втора жена градоначалничка на град Скопје. Од 40-тите па наваму, нели прва била Вера Ацева и сега после толку години имаме градоначалничка на власт, од која што никако и очекувавме да има сенс малку за ова прашање и да го реши што побрзо, но само наидуваме на молку од низина страна и неактивност, што навистина ни е чудно. Така речиси секоја трета од жените и девојките кои што учествувале во анонимната онлайн анкета сподели дека барем еднаш во животот се нашла во ситуација да нема пари да купи влошки или други менструални производи и да треба да импровизира со тоалетна хартија, карпи и слично. Сега се надеваме со изгласаниот закон во парламент дека со намалувањето на данокот од 18 на 5% нешто ќе се промени, но сепак тука се трговците што треба паралелно да намалат и цената. Затоа што данокот е намален, ама ако цената остане иста, заработува трговецот, а не правиме ништо. Битно е да се каже дека во последниве 3 години на сите производи драстично се зголемија цените, кај влошките исто така. И гледајќи ги тие цени, јас навистина мислам дека голем дел од населението кое што за жал кај нас живее во сиромаштија, не гледам дека може да си приушти да купи од тие влошки, да не зборуваме дека е важно да се види квалитетот на влошките, кои ги произведува, од какви материјали се изработени, тоа е исто многу важно, а ние воопшто не сме ни стигнале до тоа прашање. Прашањето на менструално здравје е прашање од јавен интерес и дека менструалната правда е предуслов за социјална правда.